Во регионот на Донецк, една од артилериските единици на Украина разменува оган со русите. Овој украински борец кој не го кажа своето презиме вели дека нема видлив напредок за ниту една страна подолго време. Сите стојат на својих позицијах, немае Секој си ги држи своите позиции. Никој не се движи многу, ниту ние, ниту тие. Генералот Валери Залужни, врховен командант на вооружените сили на Украина, призна дека војната е во ќорсокак во интервју објавено во Економист овој месец. Тој вели дека 5 месеци од почетокот на контраофанзивата за враќање на окупираните територии, украинските сили успеа да напредуваат околу 17 километри. Американските воени експерти велат дека Украина имала оптимистички борбен план, но тој едноставно не успеал. Идејата беше дека можете длабоко да нападнете и да ја погодите логистиката, командата на контрола и да ги добиете сите овие критични јазли. И тогаш маневарските сили, тенкови и артилерија би биле секундарна и помалку важна фаза бидејќи војната би била решена со овие длабоки удари. Но ние се вративме на позиционирани и индустријски војни. САД и Украина постигнаа паритет во вооружувањето, вели Залужни, и наведува 5 работи што Украина мора да ги направи за да го надмине ќорсокакот. Прво, вели тој, Украина треба да добие предност во воздухот. Второ, треба да помине низ рускиот длабоко слоен систем за бариери со експлозивни мини. Трето, мора да добие предност во електронското војување. Четврто, мора да ја зголеми ефикасноста на војувањето против батериите и конечно мора да подготви своји резерви. Каролина Хирт од Институтот за проучување на војната верува дека Украина исто така може да искористи слабоста на руското воено раководство во своја полза. Таа вели дека недостигот на комуникација на Русија довел до бројни загуби и неуспеси на првите борбени линии. Постојано размислуваме дека сигурно морале да научат од последниот пат, а тие едноставно не научиле. Мислам дека тоа се должи на проблеми во комуникацијата меѓу највисоките ешалони на руската воена команда. За сега не изгледа дека работите драматично ќе се променат бидејќи Украина ја продолжува својата бавна офанзива. Но украинските војници велат дека колку подолго трае војната, толку повеќе Русија може да ја одржи воената моќ. Имаме работа со опасен и многу силен непријател кој има повеќе ресурси, многу оружје и поголема армија од нас. Но ние продолжуваме ефикасно да се бориме со нив. Целта на Русија, велат експертите што ги интервјуиравме, е само да продолжи да се бори и полека да ја исцеди Украина од незините ресурси и да го исуши протокот на меѓународна воена и финансиска помош.